Ова е човекот што ја крена Македонија и го потресе целиот Балкан. По падот под бугарска власт во 10 век, Македонија станува сцена на востание. Четворицата браќа, Давид, Мојсей, Арон и Самуил, се креваат против слабата бугарска држава и создаваат нов политички центар во Преспа. Така започнува раѓањето на една нова сила на Балканот. Во 976 година, по смртта на бугарскиот цар, востанието се засилува. Самуил станува водечка фигура. Со дипломатски и воени потези ја обединува Македонија и ја утврдува Преспа како свое седиште. Самуил ја шири државата кон Бугарија, Србија, Албанија и Далмација. Охрид станува духовен и политички центар. Државата се протега од Дунав до Тесалија, од Црно море до Јадрано. Византискиот цар Василий II ја сваќа опасноста. Од 986 година, кај Трајанова порта, Самуил нанесува огромна победа. Византиската војска е уништена, а царските символи се запленети. Самуил освојува градови во Тесалија, Епир, Бугарија и Далмација. Неговата држава станува најголемата сила на Балканот. Охридскиот патриархат се зацврстува, а царот гради нова црковна и политичка моќ. По своите победи Самуил доби признание од папата Григори V и ја подигна својата круна како вистински цар. На почетокот на 11 век, Василий II повлекува нови бројни сили. Византија постепено ја враќа контролата врз деловите на државата. Судирот станува неизбежен. Самуиловата војска доживува пораз од византискиот цар. 15.000 војници се заробени и ослепени, секој стоти со едно око за да ги води назад. Кога ги видел своите луѓе, царот Самуил паднал во несвест. На 6 октомври 1014 година умира. Неговите наследници се борат, но Византија е премногу силна. Јован Владислав загинува во 1018 година кај Драч. Со падот на Охрид, Самуиловата држава престанува да постои.